Ке ти благодарам, Господе, насловот на овој ден на благодарност ова година. Тоа го кажал Давид, браќи и сестри, во 9-тиот псалом, првиот стих. Ке ти благодарам, Господи. Во нашата Библија малку е на друг начин преведено, ке те славам, Господе. Меѓутоа оригиналот е ке ти благодарам. Нека ова мисла не води во текот на ова наредна година која е пред нас. Верувам дека сите сме благодарни што Господ ни даваше храна во време на безпарици, во време на скапоти, во време кога се најавува уште поголема скапотија, дури и глад во некои така наречени трети земји, меѓутоа може ние да паднеме во таа трета земја. Затоа што тој светски заговор, ние кои ја читаме Библијата, знаеме дека се се исполнува според свое време. Денеска сме овде да, сестрите прочитаа, да ви дадов време и сите ќе кажевте ваша молитва на благодарност на Господа за милоста Негова, што денеска сме живи и здрави и што може вечерва или денеска да заминеме во нашите домови, да имаме што да ставиме во уста. Благословот, браќи и сестри, еден од најважните работи во Божиот однос кон луѓето и меѓу човечките односи. Првата книга на Библијата почнува со Божиот однос кон луѓето. Еве да прочитаме во прва глава, 28 стих, вака вели: И ги благослови Бог им рече, плодете се и множете се, и наполнете ја земјата и господарете над неа. И овладајте ги рибите морски, и ѕверовите, и птиците, и сиот добиток, и со целата земја, и со сите животни што лазат по земјата. Гледайте, на почетокот, на првите страници на Библијата, кога се било создадено, и како круна, вели Библијата, бил создаден и човекот, Бог изрекува благослов. Тој благослов денеска се уште постои. Се уште земјата ги чувствува тие Божи благослови. Раѓате се и множете се. Не само за човекот, туку и за плодовите се раѓат и се множат. И за животните. За да не се множат, Бог создал семе, да тоа семе се посее, да рти и да донесе нови плодови. За денеска ние како човештво да се храниме. Исусовото последно дело или последен чин на негова активност, знаете која била? Пред да се вознесе на небото. Читаме Лука 24:50, вака вели: И ги изведе надвор од Витанија, до Витанија, па кога ги подигна рацете, што направил? Ги благослови. Гледате, благословот е многу важен. Па да ве подсетам само за Исак, Јаков и Исав. Кога требаше Исак да ги благословува, кого? Децата, така? Кога Јаков на лажен начин го зеде благословот, дојде Исав и што кажа пред Исака? Дали остави за мене нешто? Да, сине, оставив. Ќе му бидеш слуга на брат ти. Колку бил важен благословот, браќи и сестри, во минатото, важен и денеска. Значи, Библијата еднакво ни ги открива изобилството на Божите благослови и сета човечка беда без тие Божи благослови. Во прва Мојсеева, 28:3 вака пишува: А мојот Бог, кој е семоќен, нека те благослови и нека те издигне и нека те умножи, та од тебе да настанат многу народи. Значи, копнежот за Божите благослови, браќи и сестри, бил вткаен во срцата на сите библиски писатели во минатото. Дури понекогаш тоа поприма и молење за благослов. Јаков што му каже на оној ангел, а ние знаеме дека беше Исус Христос она утро, кога се бореше кај поток Јавок. Што бараше Јаков? Благослов. И те колко е битен Божиот благослов. Некогаш е човекот подготвен дури да се бори физички за да добие благослов. Прва Мојсеева 12:2 Бог му вели на Аврама: А од тебе ќе направам голем народ и ќе те благословам. Името твое ќе го прославам и ти ќе бидеш благословен. Целата историја на Божиот народ, ако ја пратиме 40 години низ пустината, може да кажеме, браќи и сестри, дека
тие ветени благослови се остварувале, посебно во животот на Аврама. Сушност, Библијата е книга на благослови и на Божие остварувања во тие благослови. А Исус рекол во Јован 10:10, крадецот доаѓа само да украде и да убие и да погуби. А зошто дошол Исус? Јас дојдов да имаат живот вечен и да имаат што? Изобилие. Еве изобилие. Нашиот Балкан, нашата земја, Македонија, на овие простори, една од тие благословените земји. Сонце имаме повеќе од 300 денови во годината. Кога велам сонце, она топло сонце, светло сонце. И во Белгија има сонце, и во Норвешка, меѓутоа тоа е скриено повеќе за облаци. Овде имаме храна, донесено како израз, нашата скромен израз на Божите благослови, што сме ги добивале во текот на ова календарска година. Овде пишува Исус дека тој дошол на ова земја да ги даде тие благослови, да луѓето имаат во изобилие. Сеќавате за она слика на пастирот во Светото писмо. Стадо пред себе има овци. Како што секој пастир се грижа за своите овци да имаат изобилство на храна. Вие сеќавате, постарите, знаете, кога е лето, каде ги носат овчарите овците? Зашто доле во низината е сува трева. Каде ги носат? На планина. Вие кои сте биле на Беласица на водопадите, 4 сати од водопадите горе, на грчка граница македонска, има полиња, трева има. Ако е шума, на висините има, нема шума, туку има трева. И тамо ги носија кравите, воловите, овците од јуни месец, крајот на мај, па некаде до септември. Зашто таму има паша, зелена, има вода изворска. Како што правиот пастир ги носи овците да имаат изобилство на храна. Исус се грижи за своите следбеници, браќа и сестри, за нивните потреби. Овде не станува збор само за духовните потреби. Знаете, ние мислиме само, Библијата зборува за духовни потреби. Да, пишува таму овој кои се год жедни и гладни. Дојдете кај мене и пиете вода каква? Жива, бесплатна. Меѓутоа, Бог зборува и за физички благослови. Значи, благословот е дар од Бога кој го изрекува и го дава на луѓето. Преку Божиот збор е создадено и се одржува се ова што Бог го благословил. Тоа животно изобилство кој ние го имаме не треба да не одвои од Бога. И подоста ќе читаме текстови каде што Бог не предупредува да не се одаваме многу на телесните работи, зашто може да не однесат од Бога. Сепак, понекогаш што изобилство, реков, е и од материјална природа многу привлечно, па затоа повеќе луѓе тежнат за тоа. Да, ние треба да имаме баланс, да имаме и телесни благослови, но пред се треба да ги прифаќаме и тие духовните Божи благослови. Интересно, ако ја земете Библијата, малку зборова за парите Библијата, за буквалните пари и материјалните добра. Затоа и разбирањето на Божите благослови е различит. Реков, некои христијани Божите благослови ги гледаат само на духовните благослови. Па затоа христијаните треба да живеат сиромашно и така натаму. Не во тој контекст. Не треба христијаните да бидат сиромашни, треба да бидеме сите богати. Онолку колку Бог ни дава секако. Други пак тврдат дека благословите треба да се видат преку успехот на материјалните благослови. И затоа го земаат примерот на Аврам. Трета група на христијани ги мачи друга грижа и живеат со ставови на општеството каде што црквата делува. Значи се прилагодуваат према општеството каде што се наоѓаат и живеат. Кој е Божиот став? Првиот став, вториот или третиот? Еве што вели Павле во Филипјаните 4:19. Мојот Бог, обратите внимание, по своето богатство, нека ја исполни секоја ваша потреба за слава преку Исуса Христа. Ако сме благословени богато материјално, кој треба да биде прославен? Што пише во Павле? За слава преку Исуса Христа. Значи, овој текст само го потврдува фактот дека Бог ќе ги задоволи и нашите потреби. Бог ги услишува сите наши потреби. И затоа Павле дава уште една дефиниција
во 2 Коринтјаните 9:8. А Бог е силен да умножи во вас секаква благодат, та имајќи секогаш доволно се, да бидете од се срце дарежливи во секое добро дело. Ако Бог не благословил материјално, браќи и сестри, секако ние треба да одвоиме и за тие кои се посиромашни. Тие кои може би се подолу од нас материјално, но Бог нас не благословил да бидеме рака продолжена на самиот Бог. Значи, потребно е да се има се што е потребно во животот. А вишокот за добро дело. Значи, да, оно што ни преостанува, да може да го споделиме со оние кои навистина имаат материјални потреби. Благословот и потребите се тесно поврзани. Сите ни име потреби. Некои поголеми, некои помали. На сите тие потреби кои ние ги имаме, треба да ги изнесеме пред Бога, а Бог ќе ги задоволи според неговите правила. Па затоа не грижете се, Исус вели, што да јадеме или што да пиеме, или во што да се облечеме, сето тоа го бараат незнабожците, а вашиот небесен Отец знае дека сето ова ви е потребно. Веќе, сестри, Бог ги исполнува потребите, односно она што Тој го ветил за нас. Тој ветил дека ќе ги исполни сите наши потреби. И Тој тоа го прави секојдневно. Но има и такви моменти кога ние бараме нешто од Бога, а не се остваруваат тие молитви. Ќе поставиме некој услов пред Бога или некое барање, Боже, сакам ова и она. И Бог молчи. Не го остварува тоа што сме го ние побарали. Преки сестри, Бог не ги исполнува желбите, туку потребите. Тука мора да бидеме начисто. Потреба е да имаме да јадеме. А желба е сега, после јадењето, да има нешто блакце. Ова, она. Значи, тоа е желба. Меѓутоа, потреба е да го задоволиме апетитот, односно потребите на нашето тело, за да обстанеме и да живееме. Живееме во време кога е важно да се има што повеќе, да бидеме искрени. Некои луѓе, не зборам за нас, воопшто зборам, може и ние ќе се фатиме во тоа, сепак за многу луѓе имаат големи примања во својот живот. Може на честен начин го заработуваат, то не е нема никаков спор. Но, браќи и сестри, мора да сватиме дека тоа имање под услов што некои го имат, ги одвраќаат од Бога. Знаете, има луѓе кои добили на лото, бинго или на некоја сречка, биле скромни луѓе. И парите ги однеле во лошо друштво. Дури некои, сум читал, завршили со својот живот. И затоа кога се молил Соломон, на подоста тоа ќе го читаме, што барал Соломон во својата молитва? Мудрост. Еве што вели Библијата. 1 Тимотиева 6, од 6 до 10. А голема печалба е навистина да биде човек благочестив и задоволен со себе си. Колку пати ние не сме задоволни со себе си, со она што го имаме. Бидејќи ништо не сме донели на овој свет. Ништо не сме донели. Убаво е да одиме почесто горе. Не само кога има некој погреб. Јас сакам да шетам низ тие споменици. Посебно тие верски градови и села, кај што луѓе пишуваат пораки. Тука слабо сретнав горе на може од некои наши верници кои починеле. Но таму од каде што ја потекнам, скоро секој втор, трет гроб има библиска порака. Библиски текст со надеж дека ќе дојде ден кога повторно ќе станат нашите покојни. Овде пишува Павле, ништо не сме донеле на светот и ништо нема да однесеме. Јасно е дека не можеме ништо да однесеме, но кога имаме храна и облекло, со тоа да бидеме, што вели Павле? Задоволни, така. А оние што сакаат да се збогатуваат, паѓаат во искушение, во примки и во многу неразумни и штетни желби, што го подкопуваат човекот во пропаст и погибел. Зашто коренот на сите зла е сребролюбието, на кое што некој откако му се предадоа, се отклонија од верата и си навлекоа многу мака. Немој да ме сватите погрешно, не зборувам да имаме. Убаво е. И секој треба да има. Земите ги библиските патриарси биле навистина тешки, условно кажено, луѓе кои Бог ги благословува. Но во животот потребите се различити. Секој човек има различити потреби. Еве, например, децата.
Ги имаме овде нашите мали дечиња. Детските материјални потреби какви се? Мали или големи? Мали. Но имат потреба повеќе од што малите деца? Од љубов, од внимание. Колку е детето помало, потребно е поголемо внимание, поголема љубов. Па од колевка не може да оди, мора да го креваш, да го храниш, да го повиваш. Љубов треба. Кај учениците и студентите материјалните потреби се поголеми, додека кај оние кои се осамостојуваат и образуваат семејство, потребите се можеби најголеми, бидејќи се формира семејство, потреба за грижа за децата, стан, куќа и така натаму. Значи, овде приметуваме дека потребите зависат и од одговорноста која превземем пред Бога. Како потребите растаат во склоп и одговорностите растаат или се намалуваат. Стар човек, од што има потреба? Од внимание, од љубов. Како и малите деца. Ти немат потреба сега да се модираат. Скромно се обликуваат, то може би што го имале со години, зашто дома се претежно, тука се, како и малите дечиња. Немат потреба од велосипед, од автомобил, од куќа, ама тие имат потреба од љубов од родителите. Браќи и сестри, како ни расте службата и нашата одговорност расте се повеќе и повеќе. Ајде го земеме, например, Соломон. Го спомнав пред малку. Поради царската служба што Соломон ја имал и потребите му биле големи. Ајде да видиме како се моли Соломон. Може да ме пратите, прва Дневникова 29 и втора Дневникова 1 глава. Вака се моли Соломон. Дај ми сега, Господе, мудрост, за да излегувам и влегувам пред тој народ. Зашто кој може да управува со тој голем народ? И му рече Бог на Соломона. Затоа што го имаш тоа во срцето свое и не побара богатство и слава, ниту душите на твоите непријатели, ниту пак побара многу денови на живот, туку побара мудрост и разум. И сега Господ му враќа и вели, мудрост ти се дава, разум ти се дава, а богатството, имотот и славата ќе ти дадам такви, какви што кај царевите пред тебе немало, ниту после тебе ќе има. Веќе, сестри, гледате, Бог ги исполнил неговите потреби според условите, според животот, според функцијата која има. Замислете сега, ајде да карикираме, председателот на нашата земја, државата. Да ни дојде овде на точок или суфичо, тие старите. Што би народот рекол? На што спадна? Па зашто даваме даноци? Зашто плаќаме? Горет, не треба сега да одва во таа крајност, па да имате од оние најмодерните или како да ги наречеме автомобили. Замислите Соломон. Бог му вели, затоа што службата твоја е таква. Ке имаш и мудрост, ке имаш и богатство, и слава, и авторитет. Царот требал да биде мудар, да би можел да управува со царството правилно. Се дека Соломон се држал за тие Божи принципи, царството му цветело, управувал. Но кога се одал на таа политика да зема жени од другите царства, за да има мир со нив, и таму читате колку имал слугинки, жени, стотици. Требал да биде и богат, да би можел да рамо со останатите цареви да стои. Требал да има авторитет, да го неговите поданици слушаат и да му служат. Бог го благословил Соломона и повеќе од она што тој го барал, бидејќи му бил верен. Друг голем пример во Библијата и наоѓаме во случајот со Илија. Значи сега тие се два примери различити. Соломон богат, славен, разумен, умен. Сега да видиме, тоа биле неговите потреби, да го видиме Илија. Какви потреби има Илија, пророк Илија? Илијната служба е поразличита од Соломоновата, браќа и сестри. Што бил Илија по професија? Пророк. Неговата потреба во службата не барала слава и големина, туку присутност на живиот Бог, зашто тој го представувал Бога,
небесниот Бог. За неговата служба не му било потребно повеќе од секојдневна храна и некое шаторче и некое место за да преспие. Не му требало такви царски палати. Не му требало зашто ни канцелари да прима советници, цареви од другите царства на прием. Не му требало. За него едно шаторче да преспие, храна 3 пати на ден, вода и доволно. Еве што пише во Прва царевите 17 глава од 2 до 6. Потоа Господ му рече: тргни од тука и сврти се кон исток и сокри се преку потокот, сокри се при потокот Хорат, кој спроти Јордан. Од тој поток ќе пиеш, внимавајте сега, од потокот ќе пиеш, а на гавраните сум им заповедал да те хранат. И тој отиде и постапи според Словото Господово. Читав пред некој ден, тоа го знаете, дека кога израелците патувале низ пустињата кон ветената земја, пишува Елена Вајд, ангелите готвеле храна. Зашто таа храна каква била што јаделе? Ангелска храна. Ангелите, вели, ја приготвувале храната. И во еден миг израелците што рекле? Доста ни се згади. Дали ти се згади и на тебе и на мене храната Господова, браќи и сестри, понекогаш? И бараме некои други извори. Зборувавме минатата сабота за присушените извори. Сеќавате за живата вода. Дали ни се гади понекогаш и ова Божја храна? На израелците им се згадело и побарале кроми, дињи, краставици. Еви, ние го има овде. Нам не ни се згади, така? Го јадеме со апетит, зашто го храни нашето тело. Но на нив им се згадила таа небесна, ангелска храна, што ангелите ја приготвувале. Гледате овде што пишува. А на гавраните сум им заповедал да те хранат. Кој ја правил таа храна? Од каде гавраните наоѓале храна? Од каде? Дали во некоја менза одели, чекале таму на скарата и кој ќе се испече, еве ти носи му нилија? Не знаем, ама очигледно Бог се грижал. И тој отиде и постапи според Словото Господово. На гавран да му дадеш парче месо, тешко да ќе го најдеш. Тие се, како ги викат тие животни, себични, воинствени, така натаму. Но ете, од ова невозможното. Сега се сетив за оној пример, сум го кажувал овде, ќе ве подсетам, за време на комунизмот, во Романија, наш брат што имал проблем со саботата, и го викнеле во полициска станица и му рекла, ако не се откажеш, ќе бидеш затворен на долги робија. Го гледаш тој таму сега, во затворот, гние ради исто од тие причини. Братот рекол, јас ќе останам верен на Бога, па вие правете што сакате. И го затвориле. Му давале само по малку корка леп, чаша вода за да преживее. И мисли дека тој психолошки притисок брзо ќе придонесе да тој човек се откаже од Бога. Тоа било за време на Чаушевски, тој режим. Поминувале денови, седмици. Човекот изгледа свеж. Тој капетанот кој го сослушувал често преку тие затворениците, односно не чуварите, добил информација дека човекот не слабе, тука е се уште свеж и весел. И едно утро го повикал тој шеф повторно во канцеларија, која била полна со месни производи, друга храна, кашкавали, сирење, сокови, тие пијат чуварите. И го прашува, дали си подготвен да се откажеш? Гледаваш ова маса, се е твоја. Веднаш ќе бидеш ослободен. Тој се заблагодари и рекол, не, мене Господ ме храни. Господ те храни, ти со нас се завитлаваш, му рекли тие предпоставените. И го вратиле повторно во самица. И еден ден, еден од чуварите го прати како се одвива случката внатре во самата соба. Имал едно прозорче од келијата отворен, секој утро доаѓала една мачка и носела кифла, векна леп во устата. Ја ставала на масата и се заминувала. И тој после тоа им го раскажал на тие предпоставени, тие не можат да веруват. И затоа поставиле визуелна камера, човек кој тоа го гледал. И кој тоа им го раскажал. И самиот официр дошол едно утро да гледа.
И знаете што се случило? Официрот ја препознал неговата мачка. Му носела храна. Секој утро во близина се наоѓала пекара, имало таму вишок на кифли, на леб, и мачката му носела. И човекот преживел. И потоа паѓа Чаушевски, тој режим, и човекот е ослободен. Останал верен на принципите на Библијата. Може би испаѓа смешно, но ако е смешен гарванот што му носи на Илија, зошто Бог не употребува една мачка да донесе кифла на човекот за да преживее? Да се вратиме сега на случај. Дали Илија бил задоволен? Рековме, Соломон е на високо ниво. Цар, умен, богат, славен, со авторитет, и тому требало. Илија дали бил задоволен? Да, секако. Неговите потреби биле исполнети. Бог го благословил според неговите потреби, браќи и сестри. Зато и денеска во нашиот живот некој добива повеќе, не треба да бидеме љубоморни на тој или на таа, а некој помалку. Бог ќе не благослови според нашите потреби. Некој благослови на еден начин, а друг на друг начин. Бог одредува со што некој ќе биде благословен, а некој нема да биде благословен. На човекот му едноставно му преостанува правилно да располага со добиените благослови. Како јас и ти ќе располагаме со тие благослови, не треба ние Бога да го оптеретуваме, туку ние самите одлучуваме, наша е одговорност и должност. Нема човек кој од Бога не примил благослов. Се што имаме е Божи благослов. Бог не благословил на сите подрачја на нашиот живот. Тие благослови не можеме да ги заработиме. Вели Библијата, благословот е Божи незаслужен дар. За две работи те молам, кажува Соломон во Соломонови изреки 30 глава 7 до 8 стих. За две работи те молам. Не ми откажувај пред да умрам. Суетата и лагата оддалечи ги од мене. Сиромаштие и богатство не ми давај. Храни ме со насушниот леб, та откако ќе се пренаситам, да не се откажам од тебе и да кажам, кој е Господ? И откако ќе осиромашам, за да не почнам да крадам и да го употребувам името на мојот Бог. Ови стихови се многу важни. Јас знам луѓе кои ова го доживееле. Биле скромни, но животот ги донел на некоја служба. Има една кинеска поговорка, таа споделуваат на Фейсбук често. Кога си горе на врвот, поздравувај ги тие. Кога се качуваш горе, поздравувај ги тие доле што си легнал, зашто и ти утре ќе се вратиш доле. И ти ќе се симнуваш доле. Никој не е на врвот, сите ние сме променливи. И без мене ќе може и без тебе. Но Бог сака со тебе и со мене да заврши работа. Бог можел место Соломона друг да донесе. Бог можел место Давида друг да донесе. Но Бог ги искористил, ги употребил и Давида и Соломона. Затоа не се откажувај, брати и сестри. Имаш барем еден дар, ако не 5. Имаме барем по еден дар, ако не повеќе. Ова вистина ја потврдил Исус во молитвата Татко наш. Кој ги учил своите ученици како да се молат, што кажал Исус? Не собирајте богатство на оваа земја, туку собирајте богатство на небото. Браќи и сестри, и ова денешна генерација во која сме јас и ти, како христијани, Исус не повикува да не се грижиме за своите потреби, туку најнапред да го бараме Царството Божие. Бог ги познава нашите потреби, но ние треба да бидеме подготвени да кажеме: ке ти благодарам, Господе, ке те славам со оно што го имам. Да ми даде денеска повеќе, дупло, 3 пати повеќе. Се е во ред. Најпрвен да го ставиме името Господово. И затоа 10 заповеди, првата заповед што вели? Јас сум Господ Бог твој. Втора е семејството, третото е храната, материјалните добри. Тој ред, ако го цениме, нема никош да погрешиме. Ако го бараме најпрвен Неговото царство и ако отвориме Неговата волја, Бог сите други наши потреби ќе ги задоволи. И материјални секако, но и вишокот кој го имаме, да помагаме на другите, за да бидеме и ние благословени заедно со тие што ние сме им дале и сме им помогнале. Нека Бог ни помогне, браќи и сестри, да сватиме дека сите Негови благослови, и мали и големи, од Него доаѓаат, од истиот извор.
А ние сме тие ковачи. Ние сме тие крайните кои треба да располагаме со тоа богатство што Господ ни го дал. Нека му е вечна благодарност на големиот Господ за најголемиот дар. А кој е најголемиот дар? Исус Христос. И спасението кој тој ни го нуди преку неговата смрт и воскресение. Фала му на Бога за сета храна, за воздухот, за водата, за здравието. Ние во текот нова година, кој веќе ете, влеговме во 4-тото тримесечие, изгубивме 2 наши следбеници, 2 наши сестри, знаете. Но тие ги затвори очите и отидоа на починок. Господ да не чува, да ни помогне. Ке дојде нашиот ден, ден. Но, и ако ги затвориме очите, да отидеме со вера, уверен дека Господ не благословил, да не остане некоја гатка во душата, некој терет дека ние сме биле запоставени од Бога. Не, Бог сите подеднакво не благословува. Наше тие благослови да ги употребиме на најдобар начин и да му кажеме: Господе, ке те славам до века. Амин.